До крајот на годинава ќе се знае кој ќе ја гради браната на Козјачка река. Ова денес на земјоделците од Карбинци лично им го кажа заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски. Во прв момент ќе ги зафаќа водите од Козјачка река и сите води кои што се сливаат во истата и ќе се сливаат во акумулација која што ќе биде со капацитет од 4,5 милиони кубни метри вода. И истата ќе има цел оваа акумулација, значи како брана, ќе имат за цел да го регулира течението на Козјачка река. Проектот за изградба на брана на Козјачка река е готов и истиот предвидува незината висина 49 метри е висока над теренот, има должина на круната околу 183 метри, косините се димензионирани 1:2, 1:1,9 и така натаму. Вкупниот материјал за телото на браната е 475.000 метри кубни. Наводнувањето досега беше најголем проблем на овдешните земјоделци, кои со изградбата на оваа брана треба да бидат минато. Во овој округ има околу 4 до 4,5 тона. Меѓутоа со наводнувањето, со примената на добра земјоделска пракса, со примената на системот капка на капка, приносите можат да се движат од 12 до 14 тона по хектар, а силажата околу 70 до 80 тона. Па до сега види, проблемот ни беше само водата, немаме вода. Надежта наша беше денеска, утре, 20, 30, 40 години, 50 години. Јас се сеќавам многу пати доваѓа тука, правеа бушотини. Освен повеќе вода, изградбата на оваа брана ќе значи и крај на проблемите со поплавите кои овде прават големи штети. Во селото Кучица имавме огромни проблеми, во селото Којзак, да не зборам во селото Карбинци, во населеното место Карбинци, таму кај патот не го сруши и многу ниви што ги, постоеа, сега се срушени. Буквално ги нема. Освен во Карбинци, проекти за подобрување на наводнувањето се планираат и за во Крупиште. Почнување на постапка за изведба на тој зафат на модар мост, кој што би требало да се обезбеди наводнување на земјоделските површини, претежно оризови ниви, на вкупна површина од околу 50 хектари. На крај, Костадиновски се обрати и на тутунарите. Сите да ги повикам, кои што имаат добиено покани од откупните предпријатија да ги достават сопствените количини, да ги предадат и за таа цел ќе се изработат листи кои што треба да бидат доставени до платежната агенција и ние како министерство и платежната агенција ќе пристапиме за реализација на она што значи исплата на субвенции во износ од 1 евро по килограм и ќе ги исплатиме најкасно во рок од една недела од денот на доставувањето на листите за оние тутунопроизводители кои што го предале сопствениот тутун.